Во ова задача треба да ја пресметаме вредноста на функцијата, еве ја функцијата, за x еднакво на 8,2, заокружувајќи ги сите пресметки на 2 децимали. За ова функција, бидејќи има лог и синус, мора научен дигитрон. Значи, треба научен дигитрон. Второ нешто што треба. Секогаш да памтите дека ова е број, не е се степени. Значи, ова треба да биде, тоест да се пресмета користејќи радијани. Најдете на вашиот дигитрон каде се радијани и сменете го да биде радијани. Ние тука ја сменавме радијани. Може да се смена под мода, ама обавезно да најдете радијани. Првиот чекор е да заменуваме x еднакво на 8,2 секаде каде што има x. Значи f од 8,2 е еднакво дробна црта 30,9 заграда лог од 8,2 плюс 24,6 плюс 723,1 по синус од 8,2 врз 32,5 минус 8,2 на трети. Сега во наредниот чекор ќе ги пресметаме сите функции кои не се од дигитрон. Значи лог, синус и на трети. Имаме еднакво, па дробна црта, 30,9 не ни смета, значи го пишеме, препишеме. Сега лог од 8,2. Дигитронот, сега треба да најдете тошавије лог. Лог е тука, еве го кај нас, лог. Тука во овај дигитрон првен се внесува бројот, па после се притиска на функцијата. Видете кај вашата. Ова имаме 0,91,3, значи тројката се заокружува надолу, 0,91. 0,91 плюс 94,6, значи ова ја изработаме, плюс 723,1 и сега треба синус од 8,2. Пак овај дигитрон е каде што првен го пишеме бројот 8,2 и синус 0,94 0, значи се заокружува 0 надолу, 0,94. 0,94. И сега имаме 32,5 минус. Сега ова можете како сакате. Може и 8,2 три пати да го пишете, ако така ви е најлесно, така. А можете да се користите x на трети, а може да се користи x на y. Како сакате. 8,2, бидејќи имам x на трети, можам то, или можам по 8,2 по 8,2. Еднакво. 551, 368, ова се заокружува нагоре, значи 551,37. 551,37. Се враќаме на тоа кај што само имаме броен израз. Сите овие се броеви и само ги правиме во редоследот. Значи во овај наредниот чекор сигурно ќе имаме дробна црта, а ти имаме доста работа. Тука имаме 30,9. Овие ќе ги собираме, овие ќе ги множиме, овие ќе ги вадиме. Значи првен ова по 0,91 плюс 94,6 еднакво 95,51. 95,51 плюс 723,1 по 0,94.
679,71, ова 4 се заокружува надолу, значи 679,71. Значи, ова ни е малку предолго. Последната сметка е долу. 32,5 минус 551,37. Гледаме ова е далеко поголемо, очекуваме негативен број. Минус 518,87. Минус 518,87. Сега, овој број ќе го множиме, другите сите ќе ги оставаме. Значи имаме пак дробна црта. 30,9.9 по 95,51. Еднакво 2951, ова треба нагоре, 26. 26 и имаме тука то што беше плюс 679,77 и делено со минус 518,87. Уште еден чекор имаме со дробна црта, значи долу иди минус 518,87, а горе имаме, тука да го преместиме, 2951.26 плюс 679,71 еднакво 3630,97. 3630,97. И конечно да ги поделаме тие. 3630,97 делено со 518,87, ама негативен, значи плюс минус. Очекуваме негативен број околу 6-7 и минус 6 е сега. Ова е најтешката за окружување. Ова 7 значи горе имаме минус 7,00 и двете нули треба да се пишат за да се кажува дека на две децимални места е заокружено. Значи, одговорот ни е минус 7,00.